Денеска премиерот Заев го понуди октомври 2020 како датум или термин за одржување предвремени парламентарни избори кои што ги бара ВМРО-ДПМНЕ. Дали овој термин е прифатлив за вашата партија и доколку нема договор за избори, дали ќе нема договор и за законот за јавно обвинителство? Добро, прашање надвор од темата. Па видете дека очигледно дека под притисок на јавноста по многобројните скандали, власта која што е во падање го прифаќа предлогот на опозицијата за предвремени парламентарни избори. Тоа што се однесува до понудениот термин за октомври до година се чини како разумна основа за разговори со власта на таа тема. Да ќе добиете само 2 месеци пред официјалното закажување на избори? Ова, ќе повторам уште еднаш, под притисок на скандалите кои што ја тресат власта на Зоран Заев, прифаќаат тоа што го бара опозицијата, а тоа е предвремени парламентарни избори. Во однос на терминот кој што го посочува Заев како октомври до година, се чини дека е разумна основа, добра основа за разговор со власта на таа тема. Дали договорот за избори е врзан со договор за законот? Дали се условени едното со другото? Тоа што се посочуваше досега, а и сега, е дека лидерска средба е невозможна без темата предвремени избори да биде дел, точка на тие такви разговори, евентуални. Друго? Сте во коалиција со ПЕСА, формална или неформална, бидејќи вчера на една комисија обезбедите мнозинство и се чини дека сте на иста линија и во поглед на датумот и на барањето за предвремени избори. Не е тајна дека ВМРО-ДПМНЕ е во постојана комуникација со сите политички партии во Република Македонија. Во однос на определени прашања може да се делува и на онака како што вие сакате да го презентирате како некаква формална или неформална коалиција. Станува збор за политички субјект кој што има своји ставови, некогаш се поклопуваат, некогаш не. Дали Христијан Мицкоски дојде на средба со Орбан и ако оди, зашто ќе биде средбата, зашто ќе се разговара? Да, председателот на ВМРО-ДПМНЕ е во работна посета на Австрија, на Виена и на Будимпешта во Република Унгарија. Престојот во Виена е од научен карактер, размена на искуства, поврзана со неговата професионална, професорска дејност, додека потоа на враќање, заедно со подпредседателот Александар Николовски, ќе имаат средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Секако дека се очекува да се разговара за актуелната политичка и економска состојба во Република Македонија, но и размена на информации на ниво на системските партии во прамет на тамошно делување во пресред на предстојниот конгрес на Европската народна партија и избор на ново раководство на системството. Дали може би ќе се сретни со Груевски? Не, немам информации, веројатно не.